Почитувани гледачи, добар ден. 14 часот почеток на ново отворено студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е колешката Елена Милошевска и како што знаете со нас се дружите секој вторник и четврток. За вас, како и во претходниот период, така и денеска подготвивме низа содржини со кои што се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание до 17 часот и 30 минути, тоест до оној последен блок во кој што се дружите со нас. На почетокот на ова отворено студио предлагам, како што е редот колешката Елена, да ги презентира содржините кои што ги подготвивме денеска за вас. Сега ти благодарам, Антонио. Добар ден, почитувани гледачи и од мене. Како што веќе познато, на почетокот ќе ве запознаеме во однос на тоа што ќе гледате во текот на денешниот ден. Во првиот блок отворено студио 1 секако ќе се навратиме на тоа кои беа гости во вчерашното отворено студио 1, како и во централниот дневник, а исто така во живо ќе го вклучим и колегата Игор Стефановски, кој што се наоѓа пред апелација, а е поврзано со најновата информација дека председателот на судскиот совет Зоран Караджовски е повикан да даде исказ во обвинителството за организиран криминал. По завршувањето на овој прв блок отворено студио 1 секако следуваат вестите во 14 часот и 30 минути со колегата Александар Петревски, па потоа откако ќе завршат вестите, повторно се враќаме во вториот блок отворено студио 1. Овој пат тема ќе ни биде Центар става крај на дивењето на кафанџиите, а токму гости на оваа тема со кои што ќе разговараме во овој втор блок отворено студио 1 ќе биде Саша Богдановиќ, градоначалникот на општина Центар, а тука секако и 15 минути ќе одвоиме за да ги анализираме вестите од светот со колегата Дејан Андоновиќ. Потоа следува уште едно издание на вестите во 16 часот со колегата Александар Петревски, па Маја готви кулинарското шоу. Откако ќе заврши ова кулинарско шоу, се враќаме во третиот блок отворено студио 1, каде што исто така ви подготвивме на вистина една интересна тема со која што се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. Станува збор за паралелки во Михајло Пупин, за обучување на стручен кадар за компаниите, а токму на оваа тема ќе ни гостува директорот на Михајло Пупин, односно Димитар Ѓоргиев и Благој Гајдарџиски од Евана. Следува по завршувањето на третиот блок отворено студио 1 следуваат забавните емисии, односно возење со Вучич, ексклузив со Нина и Стефана, исто така и студио мода со Серги Варушлија, и секако по овие три забавни емисии следува повторно отворено студио 1, вечерашно издание со колегата Александар Чумовски, а темата ќе биде Ден на лицата со Даунов синдром. И потоа дневникот во 20 часот со колешката Елена Джугуманова. Повторно се враќаме во отвореното студио 1, повторно со колегата Александар Чумовски, на тема пресадување на бубрези и коски на срша. Ќе му гостуваат двајца доктори, односно Ирена Пановска и Сашо Дончев. И уште еден блок отворено студио 1 го продолжува секако колегата Александар Чумовски. Темата ќе биде дали граѓаните се подготвени за донирање на органи и крв, и по завршувањето на ова отворено студио 1 следуваат вестите со кои што го заокружуваме денешниот ден. Накратко тоа е она што ќе гледаме во текот на денешниот ден, а сега пред да погледнеме кои беа гости во вчерашното, кои вчера гостува во отвореното студио 1 и дневникот, накратко ќе ви информираме во однос на тоа што се случува пред апелација, односно она што е веќе познато дека од утринава председателот на судскиот совет Зоран Караджовски даваше исказ. Дали се уште трае распитот или не, со повеќе детали ќе не информира на оваа тема колегата Игор Стефановски. Игор, повели сме најновите информации. Благодарам, Елена. Се наоѓам пред зградата на апелација, каде што е сместена канцеларијата на обвинителството за организиран криминал и корупција. По повеќе од 3 часа исказ заврши давањето одговарањето на прашањата на председателот на судскиот совет Зоран Караджовски пред надлежниот обвинител во обвинителството за организиран криминал и корупција, за како што дознаваме и како што веќе и претходно објавивме за исказот се однесувал во делот на доделувањето на 35% на додатоци на
плата на членовите на судскиот совет. Но првиот човек на советот, телото кое што ги избира и разрешува судиите, односно и ги именува, не сакаше да прецизира за што точно беше повикан во обвинителството за организиран криминал и корупција. Тој кажа дека е службено повикан и не сакаше да открие детали во делот на тоа дали станува збор за 35% на додатоци на плата. Беше категоричен во неговата изјава, но тука предлагам прво да ја погледнеме. Својство и зашто бевте повикани во обвинителството за организиран криминал и корупција? Кој ви информира дека сум бил таму? Не, јас ве прашувам сега. За гарантирано со устав право ни е на информирање, да не открием извори. Службени обврски има во оваа зграда. Во врска со што? Не може да ви кажам сега. Дали станува збор за доделувањето на надоместоци од 35%? Не можем да кажам сега. Кажете ми, имаше информација доставена, односно барање до антикорупцијската комисија во смисла на одложување на разгледување на иницијативите за несовесно и нестручно вршење на судиската функција. Дали добивте повратен одговор од антикорупцијската комисија кога ќе продолжат со работа комисиите? Значи, ставот на новата антикорупцијска комисија е дека не даваат мислења тие, туку треба да се почитуваат законските одредби кои што се. Соодветно на тоа и на законската регулатива, ние во судскиот совет, додека трае процесот на избори, нема да имаме процес на избори, разрешување, евентуално конечни одлуки донесување во врска со изборни суди. Дали вие ги подпишавте надоместоците од 35% за 2 месеци изминатата година што беа донедени на членовите на судскиот совет? Да, нормално. Јас сум председател на судскиот совет и председател на судски биџетски совет. Одлуката за надоместоците за тие 3 месеци, одлуката дека се обезбедени средства и решенијата за исплата на додатоци на плата ги подпишав јас. А за мене, мој замен. А тоа е согласно закон? Нормално. Дали и зошто беше, односно не беше поканата министерката за правда на седницата на која што се одлучуваше за тие додатоци на судскиот буџетски совет? За правда е секогаш поканата, сите министри биле уредно секогаш поканувани и војнина ќе бидат, а во последниот период и со телефонски јавувања и пораки е поканувана лично од моја страна. И на таа седница беше поканата? Ниту една седница, на судски совет, од кога сум јас член на судски совет, само еден министер додека беше Ана Нешари на една седница дојде, јас не бев председател тогаш, ниту еден министер од тој не дошол на седница на судски совет, а ниту еден министер ниту еднаш не дошол на седница на судски буџетски совет, јас откога сум председател на судски буџетски совет. Колеги? Како член на судски буџетски совет, министерот, за разлика од членувањето во судски совет, е со право на глас. Лани во декември обвинителството за организиран криминал и корупција оформи предмет по токму доделувањето на 35% на додатоци на плати на членовите на судскиот совет со цел да се открие дали е злоупотребена, дали има форми на кривично дело за злоупотреба на службена положба и овластување од страна на членовите, односно председателот на судскиот совет, и токму затоа беше повикан Караџовски денеска во обвинителството за организиран криминал и корупција, каде што на информативен разговор ги образложил веројатно и тезите по кои биле доделени 35 надоместоци на платите на членовите на судскиот совет минатата година. Како што кажа Караџовски, за 3 месеци станува за бор, а досега во медиумите се објавуваше дека сепак станува за 2 месеци. Непосредно по овој временски период, откако и самите судски административци бара повисоки плати и подобри услови во однос на нивната работа, реагираше и токму министерката за правда Рената Десковска, и оваа одлука на членовите на судскиот совет да им биде покачена платата, односно да добијат додатоци на плата од 35% ја оцени како скандалозна, а Караџов тврдеше дека не била повикана на седницата, а денеска пак Караџовски со поинаков став дека сепак Десковска била повикана и на таа седница во однос на доделувањето на 35% на надоместок на плата. Секако за ова повеќе информации ќе имаме во наредните информативни изданија со извештај во Централните вести. Студио. Така, Игор, ти благодарам за истрпните информации, а ние секако се гледаме односно со најнови информации ќе не информираш во наредните информативни изданија.
Така, ние продолжуваме понатаму, како што е редот, се навраќаме на оние најинтересни гостувања кои што се случи во текот на отворено студио. Во вчерашниот ден, еве, ќе почнеме конкретно со гостувањето на вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи во Централниот дневник. Стана збор за повеќе теми меѓу кои работите кои што Македонија успеа да ги направи во минатите година дена до 2 решавањето на спорот за името и тоа како државата ќе оди напред со крупни чекори кон Европската Унија. Да не должиме многу, предлагам да видиме дел од гостувањето на Османи во Централниот дневник вчера во 20 часот. Јас мислам дека прво подсвесно правиме една грешка, дека премногу се фокусираме на тоа што треба да се направи, заборавајќи што испорачавме во овој период. Дури и ние кога одиме во Брисел зборуваме за тоа што ќе направиме, не набројувајќи баш до детали дека тоа што го направивме и не беше лесно. И во делот, пак ќе кажам, на политичките прашања, и во делот на реформите. Требаше многу труд, многу работа, многу разговори, многу компромиси. Добро, тоа изгледа дека не е лошо да притиска некој од сите страни, можеби да кажам, е добро за вас. Не смееме да го потцениме. Ние сме спремни за започнување на преговори и денеска, со све тоа што го направивме. Меѓутоа, во реде, се согласувам дека треба, освен добри закони, треба имплементација. И такви се искуствата на Европската комисија со право, господине Османи, бидејќи Македонија, конечно и владата на Груевски во која вие бевте, исто така штиклираше закони, но имплементацијата нивна беше катастрофа, како што и сами знаете. Видете, во последниот извештај на Европската комисија, кога направи кумулативен пресек на постигнувањето, ние излеговме пред Србија и пред Црна Гора во неколку во делот на транспонирањето на европското аки. Тоа што зборуваше Хане за менталитетот, за однесувањето на луѓето во системот, во духот на реформите што ги тој вели, фино е што имате закони, но дај да видиме како треба тие, дали имате култура, дали во вашиот ментален склоп сте подготвени тие закони да ги транспонирате во реалност. Кој е моето објаснување? Според тоа што емпирички сме го гледале во минатото, однесувањето на луѓето зависи од тоа каква е перспективата за членство. Тогаш кога сме имале, еве направете вие една хронологија на случувањата. Луѓето ги претпоставуваат и политичарите, претпоставуваат. И политичари, и суди, и административци, и лекари, сите во системот. Дека во периодите кога сме имале јасна перспектива за членство, луѓето се однесуваат во тој дух како да тоа е осветлено и треба да внимаваат како се однесуваат. Во моментите како се стеснува, односно се затемнува перспективата, а тоа го видовме заради ветото и статус квото кој што го имавме, луѓето некако се однесуваат како да се во темнина. И затоа ни е важен јуни. Затоа што јуни ќе го врати ентузијазмот. Јуни ќе го врати фокусот на секој човек во било кој сегмент од општеството да се однесува европски. Една фрустрација во јуни, уште една затворена врата ќе прати лоша порака. Добре, да видиме сега. Затоа велам дека тоа се врзани прашања што потикнува што. Дали реформите јуни или јуни уште повеќе ќе ги потикне реформите ако се останува според и вашиот план, законот за СЕО е јасно вие дека е сине ква нон за Европската Унија, за Советот на министрите, ќе може ли да биде донесен со оглед на несогласувањето меѓу власта и опозицијата околу нацрт текстот на овој закон? Јас реков и во една прилика и во Брисел дека патот до Брисел оди преку антикорупцијската политика на државата. Тоа е сега фокусот, а ние во овој период етаблиравме 3 столбови. Ја го викам големото трио на институции за борба против корупција и организиран криминал. Тоа е антикорупцијска комисија новата, тоа е СЕО и тоа е координативното тело за борба против сериозен и организиран криминал. Тоа се столбовите на оваа голема политика. И јас мислам дека треба да сватиме колку е важна оваа политика за успех на процесот, независно што сметам дека и ние и денеска сме спремни за да започнеме, но ова е важна порака и мислам дека во овој период треба да смогнеме сили да ги надминеме партиските разлики и да испорачаме во уште овие два момента ни останаа незавршени. Безбедносните служби и законот за јавно ова што УБК се обидува да заобиколи ОТА, како го оценувате како тенденција?
Има различни интерпретации. Според експертите, тоа е базична тактичка опрема која што не нуди прислушување, така да и е одобрена на некој начин од експертите кои што помогнале во изработка на Европската комисија и од комисијата, меѓутоа особено од стратешките партнери. Законот за судски совет? Законот за судски совет, мислам дека денеска ги добивме и амандманите кои што ќе бидат како хармонизирани, предложени од коалиционите партнери и дека тука не е сензитивно многу прашањето, пошто се надминати разликите и ќе помине, мислам, без некои поголеми потешкоти. А за сеј не сте баш сигурни? Останува разликите суштински се во делот на Законот за јавно обвинителство, во кое што е вметнато и специјалното јавно обвинителство. Во коалицијата немаме никакви разлики по однос на овој текст. Во ДУИ е се окей во однос на КТЦРМ? Да, воопшто не сме го покренале тоа прашање, покрај тоа што имаше во јавноста некакви шпекулации од тој вид. Значи, ние даваме фул поддршка и на составот, и на текстот на законот, и на начинот кој што е предвиден. Треба во овој период да се обидеме да ја вклучиме опозицијата во приказната. Ако не се најде решение, да се најде опција законот да се обезбеди мнозинство. Инаку гостин во вчерашното вечерно отворено студио 1 беше Чедомир Јовановиќ, председателот на Либерално-демократската партија на Србија. Вчера имаше една навистина актуелна тема, односно пресудата на Караџич беше во фокусот на медиумите во регионот, па тој зборуваше токму на таа тема, а исто така се осврна и во однос на тоа, односно Преспанскиот договор и какви се шансите кои што ги има Македонија во иднина по потпишувањето на Преспанскиот договор. Во однос на пресудата за Караџич, тој истакна дека не верува дека некој всушност бил подготвен на такво зло, но сепак истакна и дека смета дека Караџич не бил единствениот виновник во тој временски период, туку дека сепак до одредена мерка е жртва на одредена политика. Сепак со повеќе детали да погледнеме дел од неговото гостување вчера. Ја тај рат нисам желео. Не веруjem да je iko normalan bio spreman na to zlo koje nam je svima uništilo živote. Ne na isti način, ali svi smo mi nakon 30 godina tog ludila kojem smo izloženi zapravo toliko drugačiji i daleko od onog što je normalno. Da je moja obaveza da svaki put vrlo jasno i bez ikakvog kompromisa govorim o onome što je loše i na takav način štiti makar našu decu od onog čemu smo mi bili izloženi. Karadžić je osuđen danas u drugom stepenu i to je definitivna presuda na doživotnu robiju. Kazna je promenjena u prvom stepenu, ona je bila 40 godina. Potvrđena je presuda o genocidu u Srebrenici. Konstatovano je da Srbija za taj genocid nije odgovorna. Ali isto tako ne može se zanemariti presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu koji je također uz konstataciju da Srbija genocid nije izvršila, konstatovali odgovornost Srbije za to što genocid nije sprečila i što nije sankcionisala one koji su za genocid odgovorni. I meni je jako žao mog naroda. Ja ga volim. Isto tako volim vas Makedonce, volim Albance, volim Bošnjake, Hrvate, volim ljude. I zato kad govorimo o zlu, onda ne možemo da ga delimo na srpsko i na neko drugo, pa da onda ono srpsko pravdamo, a ono drugo osuđujemo. Mi se čini, popravite me ako grešam. Ali Srbija u pravu ste. Srbija o toj presudi ćuti. Ćuti predsjednik Vučić, ćuti srpska vlada. Вашиот глас е ова што вие го велите малцински во политичкиот мејнстрим. Ćuti preostali deo srpske opozicije, koji se od vlasti razlikuje samo po tome što nije na vlasti. Po svim drugim pitanjima se ili slažu, kao što je to slučaj sa presudom Haškog tribunala Radovanu Karadžiću, ili su čak i gori od vlasti ako se recimo gleda njihov odnos prema referendumu u Makedoniji, prema dijalogu Beograda i Prištine i dogovoru koji nam je
svima potreban. I to je ono što je poražavajuće i zato ja ne mogu da ćutim. Tema na ovo... Ja sam poznavao Radovana Karadžića. Upoznao sam ga pre nego što je stvorena Republika Srpska. Sećam se njegovog govora u Sarajevu kada je komentarišući koaliciju Hrvata i Bošnjaka i preglasavanje Srba u bosanskom parlamentu rekao da to vodi u rat u kome će oni nestati. Ne mislim da je on isključivi krivac za to što se desilo. Baš naprotiv, mislim da je on u izvestnoj meri žrtva jedne politike. On se pak je ideolog, kreator, jedne politike koja je, reći ću vam čega, jedne politike koja je od jednog provincijskog psihijatra i trećerazrednog pesnika napravila nacionalni heroj, nacionalnog lidera Srba u Bosni, kao što je od jednog od siledžije majora u Kninskoj kasarni napravila reinkarnaciju srpskih vojvoda iz Prvog svjetskog rata, to mislim na Ratka Mladića. I na sve one obskurne likove koji su prošli kroz naše živote i koji samo potvrđuju onu veliku istinu koja zapravo kaže da u ratu društveni talog dođe na vrh, a ono što je vredno završi na dnu. Не ми одговорихте на прашањето зошто српскиот мејнстрим во политиката во Србија не може да успее да се соочи, да го признае тоа што се случи не така одамна. Конечно. Pa zato što je nezrela i što nema sposobnost da vodi onu politiku koja je Srbiji u ovom trenutku potrebna. I to je hronična bolest i slabost srpske politike. Na isti način na koji Milošević krajem 80-ih nije bio sposoban i nije imao snagu da povuče nekoliko logičnih poteza. Da konstatuje da je u zajednici jugoslovenskih naroda da su Srbi jedini narod koji ima svoju državu jer je u tu zajednicu i uneo svoju državu. Da su svi drugi narodi u tom trenutku oslonjeni na republike i da je njihova prirodna potreba da možda formiraju svoje države, da im tako nešto ponudi, pa da onda predloži da ostanemo zajedno, da pošto se te države formiramo zajednicu jugoslovenskih republika, da poštedi i Srbiju, i Hrvatsku, i Sloveniju, i Bosnu, i Makedoniju, trauma kroz koje smo svi prošli, jer je on u tom trenutku bio u poziciji tako nešto uradi. To nije bio Gligorov. Isto tako i danas mi nemamo tu sposobnost u srpskoj politici da ide događajima u susret, kao što je to bio slučaj tokom 90-ih, da je Milošević zaustavio Karadžića 92. da je zaustavio Mladića, da je zaustavio ratne zločine koji su bili zastrašujući, ne bi bilo ovoga danas. Da smo pregovarali sa Albancima, da smo razumeli da je to posljednji jugoslovenski narod koji traži svoju nacionalnu emancipaciju, da smo uradili ono što ste uradili vi ovde u Makedoniji. Onda bi možda Albanci u Srbiji prepoznali i našli prostor za svoju državu. На крајот на овој прв дел од денешното отворено студио 1 го ставивме исечокот од можеби најинтересниот разговор во текот на вчерашното отворено студио 1. Како што знаете, гостин беше музичката легенда Горан Бреговиќ, кој што ќе одржи концерт во Скопје, а ќе го промовира и својот нов албум Три писма од Сараево. Во ексклузивното гостување за 1 ТВ Бреговиќ говореше за мултикултурализмот, односно дали тоа е хендикеп или предност на одредени општества, особено на оние на Балканот. Предлагам тука да го видиме и сечокот. Naravno da je ovo mala utopija, jer meni je lako, ja sam kompozitor, ja nisam političar, njima je teško. Kompozitoru je lako da stavi zajedno. Ako se sjećate, ja sam još za vrijeme dugmeta stavio zajedno Tamo daleko je lijepa naša. U to vrijeme su bile dvije zabranjene nacionalističke pjesme, koje su zvučale posve harmonično.
U muzici je to, nažalost, nigde nikom tako nije lako kao u muzici da stavi zajedno stvari koje u ovom svijetu ne funkcionišu. Tako da to jest jedna mala utopija. Ali ako pogledamo u istoriju, sve što se dobro desilo u istoriji je krenulo kao utopija. Tako da... Верувате дека... Да. Не, да, ko zna. Работите на хармонија и меѓу политичарите, меѓу граѓаните, онаа хармонија од музиката да се... Зошто да не... Ljudi su kondicionirane mašine. U staroj Jugoslaviji smo živjeli u harmoniji, jel? A onda kondicioniramo nas drugačije, evo odjednom nas ratujemo. Pa to сакам да ве Како ги оценувате перспективите на Балканот како мултикултурен? За жал, Балканот од една страна има богата традиција на мултикултура. Луѓето овде живееле со векови заедно. Ali su i ratovali vijekovi. Da. Od jedna strana imame recept koji bi moželi da go izvezeme na Evropa, da i pokažeme kako se živelo. A od druga strana ne tretiraат kako je strašno i oni dođa da ne smiruvaat. Da. Pa, zato mi smo granica. Ovo je jedinstvena granica u istoriji čovečanstva, direktna granica između kršćana, muslimana, između katolika, pravoslavaca i muslimana, 5 vijekova bila za vrijeme Otomana. Zato imamo tako strašnu istoriju. Ali istovremeno, ipak ako hoćete, Otomani su izmislili toleranciju. To sad je otišli smo negdje u neku drugu stranu i otišao islam, ali Otomani su izmislili toleranciju. Otomansko carstvo je ležalo na tom principu da se tolerišu vjere. Pa, kaj je greškата тога? Југославија беше мултикултурна. Та грешка е човеку. Човек е фабричка грешка. И потоа се распадна. Човек има фабричка грешка. Се распадна заради мултикултурност или заради друго нешто? Па, zato što smo, znate kako, evo, ja poznam, mogu reći lično većinu ovih koji su proglašeni za ratne zločince iz Sarajeva. Neki su bili moji profesori na fakultetu, neke sam slušao kao pjesnike. Ti ljudi da nije bilo rata, bili bi i dalje moji profesori na fakultetu, pisali pjesme, bili psihijatri. Ali kad se dođe do rata odjednom isplivaju, tako iz ljudi ispliva nešto što je, nažalost, prirodno čovjeku. Poznavate li Radovan Karadžić? Dneska, by the way, 40 godini zatvor moje. Da, poznam. I očekuvali дека тој човек може да... Da nije bilo rata, on je bio psihijatar. Ja ga znam kao pjesnika iz 70-ih, on je recitovao zajedno sa Duškom Trifunovićem i sa pjesnicima iz te generacije. Јас имам лошо искуство со Радован Караджич. Кога беше војната беше веќе почната во Сараево, во Ченгич вила, мислам, така се вика во Сараево, Ченгич вила, нели? Таму му беше штабот и имав интервју со него. И малку се збунив, калашникови пред вратата, оние наоружани, влегувам, еден строг човек кој што ме исплаши малку. А пред тоа слушав дека е поет, дека е... Rat, to je, mislim, samo ne treba praviti rat, treba izbjeći rat. И јас почнав, како да го почнам интервјуто, па му велам, господине Караджич, јас сакам да ве прашам, тој веднаш свати и вели, ти прашувај ме што сакаш, јас одговарам тоа што јас ќе го кажам, а ти можеш слободно се да ме прашуваш. Но така тензично ми беше, не бев баш слободен и не ми беше баш пријатно. Но он е авторот на еден од подписниците како автор на војната. Да. To je monstruozno. Pa to, znate kako mi ne znamo zapravo, saznaćemo kad više ne bude važno zbog čega je taj bio rat i šta je uopšte. To kad otvore arhive za 50 godina, kad to više ne bude važno, valjda ne mislite da smo mi napravili sami svoj rat. Sve naše ratove su napravili neki drugi. Mi smo previše mali da bi pravili ratove. Mislite дека nekoja konspiracija, verujete? Pa ne, mislim, mi smo mali. Jugoslavija je bila velika i jaka. A ovo sad kad nas ovako razdijeli, što je jedna kompanija snage Coca-Cola može da obori vladu, nije... Тоа беше гостувањето на Горан Бреговиќ во вчерашното отворено студио 1. Сега го целиот разговор може да го погледнете на 1tv.mk. Тука инаку крајот на овој
прв блок од отворено Студио 1. Останете со програмата на 1 ТВ затоа што следуваат вестите со колегата Александар Петрески.